Довербата велате како гума за бришење. Станува се помала и помала со секоја нова грешка. Во што и кому веруваат граѓаните? Уште нерешени, домашните ќе навјасаат ли нови надворешни проблеми со потенцијалната закана за најголема мигрантска криза која чука на портата? Каде е излезот? Трпението на граѓаните одамна е при крај. Што покажува последната анкета на Националниот демократски институт? Откриваме вечерва во Отворено заедно со моите гости. Вечерва во Отворено се адвокатката Сузана Јошевска-Анастасовска. Добро вечер. Добре дојдовте во студиото. Универзитетскиот професор Абдула Азизи. Добро вечер и за вас. Жанета Трајковска од Високата школа за односи со јавноста МИМ и новинарство. МИМ и универзитетскиот професор Александар Спасов. Добро вечер. Добро вечер на сите. Баш ми е драго дека сте во ваков состав. Можеби малку невообичаен, меѓутоа и темите на кои што ќе разговараме ќе бидат колаш на една македонска политичка сцена, почнувајќи од СЈО и правдата преку медиумите до она што денеска се вика узурпација или користење на оние методи во собранието што се користат за да може да се одолговлекува оваа политичка криза. 2/3 од македонците сметаат дека мнозинството од пратениците можат да формираат влада, 51% дека СДСМ и незините коалициони партнери имаат легитимитет да направат влада, а 81% од граѓаните ја немаат прочитано платформата што ја подпишаа партиите на албанците. Ова се само дел од резултатите на првата од предвидените 3 анкети на американската организација Национален демократски институт. Тие треба да ни дадат до некаде одговор каде е заглавен процесот за политичка разрешница на кризата. Предлагам на почетокот да го видиме прилогот на Светлана Божиновска која ќе отвори дел од дилемите, а после продолжуваме почнуваме со дебатата. За перцепцијата на граѓаните во однос на клучните општествено-политички прашања и проблеми, важно е од кои медиуми се информираат, покажува анкетата на американската организација Национален демократски институт, спроведена во период од 17 до 21 март годинава на примерок од 807 испитаници. Еве дел од наудите. Тоне довербата во судството. Дури 56,7% изјавиле дека не веруваат во судовите, а само 13,8% испитаници рекле дека веруваат. Институцијата председател ужива доверба од 33% од граѓаните, но поголем е процентот на тие што не му веруваат, 46,2%. Според недовербата високо котира и јавното обвинителство. 55,4% од анкетираните изјавиле дека не му веруваат, додека за специјалното јавно обвинителство овој процент изнесува 42,4%, со тоа што 30,2% рекле дека веруваат во специјалното јавно обвинителство. Според етнички клуч анкетата покажува дека македонците најмногу му веруваат на председателот, собранието, судовите и јавното обвинителство, додека албанците најмногу му веруваат на специјалното јавно обвинителство. Речиси подеднакво им веруваат на медиумите и на политичките партии. Речиси 60% од граѓаните сметаат дека мандатот на специјалното јавно обвинителство да гони кривични дела треба да продолжи, додека секој четврти смета спротивно. Според етнички клуч, високи 96% од етничките албанци сметаат дека мандатот на СЈО треба да биде продолжен. Нивното мислење го делат 47% од македонците и другите етнички групи. Перцепцијата за специјалното јавно обвинителство е во корелација со тоа кои медиуми се гледаат. Над 90% од граѓаните кои најчесто ја гледаат Алса Теми телевизија 24 за политичките вести веруваат дека мандатот на СЈО треба да биде продолжен. Нивниот став го делат 33% од гледачите на Канал 5 и 10% од гледачите на ТВ Сител. Околу 29% од анкетираните сметаат дека работата на специјалното обвинителство е политизирана, а 32,7% не се согласуваат или воопшто не се согласуваат со ова. Перцепцијата за излез од политичката криза според истражувањето е поврзана со тоа кои медиуми ги гледаат и следат граѓаните. Така граѓаните кои политичките вести најчесто ги гледаат на Сител и Канал 5 во поголем процент над 60% веруваат дека излезот од моменталната политичка криза е во нови парламентарни избори. Гледачите пак на Телма, телевизија 24 и Алсатем во поголем процент сметаат дека формирањето на влада во собранието од мнозинството пратеници
е излез од политичката криза. Анкетата е спроведена во период од 17 до 21 март годинава на примерок од 807 испитаници на возраст од 18 и постари со маргина на грешка од плюс 3,46%. Индикативен е дел од анкетата во каде што можевме да видиме за довербата во институциите. Азизи, ќе почнам со вас. Дали албанската платформа го факторизираше председателот? Бидејќи гледаме дека во моментов има 33% доверба, што е повеќе од сите други наведени институции, таму дури и од СЕО. Зависи од која гледна точка. Од која? Да. Воопшто не се факторизираше кај албанците. Може би кај дел од македонците се факторизираше председателот, поради ставовите кои што ги има во однос на платформата. Не сепак граѓаните се тие кои што одлучуваат во однос на изборите и дават доверба на своите пратеници кои што ќе ги представат нивните интереси во рамките на институциите. Така да интересни се резултатите, ја мислам дека се сосема коректни. Само во однос на делот кој што се однесува на влијанието на медиумите во градење на мислења или став на граѓаните во однос на политиките, не сметам дека целосно медиумите може да влијаат врз човекот да му го сменат мислењето во однос на довербата во институциите. Туку секој човек си има своји убедувања и од порано, но тоа што доаѓа од медиумите влијаат до некаде, но не целосно. Така да не може да се смета дека тие што гледат национални телевизии се повеќе под тој притисок на верување на институциите и на председателот, па и на ВМРО да помне. Туку албанците гледат и национална телевизија, гледат и приватни телевизии, кои што не можам да кажам дека имат целосно влијание во градењето на нивниот став во однос на довербата кон институциите. Довербата спрема СЈО е очигледна дека повеќето од албанското население верува во СЈО, што е добар индикатор во однос на политичката представеност дека албанците веруваат во тие институции да се оди до крај, да се ја вршат работата специјалното јавно обвинителство, додека пак има поделени мислења во однос на довербата кај македонците во однос на СЈО, што значи поделба помеѓу македонското население во однос на СДСМ и ВМРО. Да, благодарам. За сега ќе продолжиме со делот за СЈО. Јошевска Настасовска, се забележува за разлика од другите анкети дека овој пат довербата во СЈО е нешто пониска од претходните. На што се должи тоа? Дали на пропагандата или пак на работењето на СЈО? Па сепак процентот на граѓани кои одговориле дека има доверба во СЈО е воодушевувачки во однос на другите институции и во однос на судството во целина, така што би рекла дека процентот е незначително намален, но е сепак висок во однос на тоа каква PR кампања се води континуирана против специјалното јавно обвинителство и медиумски подкрепена од неколку телевизии со национална концесија. Така што резултатите од оваа анкета се добри во поглед на СЈО, апропо целата негативна кампања која што се води, тоа се води секојдневно. СЈО се користи за секакви дневно политички раскусурувања. Што и СЈО да направи се користи во дневна политика и тоа сметам дека е резултат на перцепцијата на граѓаните дека да дадат глас помалку за довербата на СЈО, иако можам да кажам дека мене најмногу ми изненади позитивно тоа што 60% од, како што рековте вие во вашиот прилог, 60% од граѓаните би поддржале продолжување на рокот за поднесување на обвиненија, така што тоа е факт кој што треба за сега да биде најважен, бидејќи од тоа ќе зависи конечната разрешница на целокупната криза која настапи со прислушување. Дали ве буни фактот што во тие 69% 47 се во македонци, а во албанскиот блок дури 96% се за продолжување на мандатот на СЈО. Не ме буни тоа, значи, едноставно. нема мнозинство, да речеме, во македонскиот блок за такво нешто. Не, ако ги додадете оние гласови, односно оние анкетирани граѓани кои не се изјасниле или кои одговориле не знам, сепак е процентот над пола, а
тоа што албанците се изјаснуваат речиси 100% во смисла на доверба на СЈО е нешто што треба да го кажуваат аналитичарите зошто е тоа така, сепак јас сум во еден друг дел. Добро ви благодарам. За сега Трајковска Азизи рече дека не верува во тоа дека пропагандата може да има толкаво влијание врз луѓето за да се изјаснуваат вака како што се изјаснуваат на анкетите, па видовме дека 95% од гледачите на Сител или од 75% од гледачите на Канал 5 се за една опција, не знам, 70 или 80% од гледачите на други телевизии се за сосема други опции. После еден долг период на да речеме реконструкција во медиумите кој што се обидуваше да се направи во последниве години, имаме ли тука некаков помак напред, чекор напред? Па, за жал не. Имаме чекор наназад во однос на медиумите и она што го нудат како медиумска содржина и новинарска содржина на граѓаните во Македонија. И за жал се соочуваме повторно со оние основни работи во делот на слободата на изразувањето и во делот на слободата на медиумите и на слободата на критичкото размислување и критиката кон институциите на власта, како што беше пред во 90-тите. Така да направивме еден круг и се вративме назад. Инаку во однос на влијанието на медиумите врз ајде да кажам врз мислењето или врз својот став кој секој граѓанин го гради, во право е колегата кога вели дека не зависи само од нив. Меѓутоа зависи многу. Медиумите и така влијаат на креирањето на јавното мислење и на креирањето на ставот на граѓаните, посебно кога имаме предвид дека најголем дел од нашите граѓани повеќе од 5, 6, па и 7 часа, мислам дека сме лидери во регионот, гледаат телевизија и не се занимаваат многу со други делови или содржини од нивните животи. Исто така треба да го имаме и во предвид и моментот на преговорите во минатите 2 години, преговорите помеѓу политичките партии запнаа токму кај медиумите. Тоа значи дека може само да ни даде индикација дека всушност медиумите се една од главните алатки на претходната влада која 10 години работеше и така на очувување на имиџот и делото не само на лидерот на партијата на ВМРО-ДПМН, туку и на сите министри, да не забораваме и на ВМРО и на ДУИ кои што беа во владата последните 7-8 години. И само би спомнала уште нешто. Албанските граѓани имаат навистина висок процент во делот на поддршката на СЈО, нели над 90%, но мора да го имаме предвид дека албанските партии кои што сега се во, ајде да речам, во мнозинството, кои ќе коалицираат или ги дадоа подписите за нова влада, сите имаат многу јасен став кон поддршката на СЈО. И од тука доаѓа и поддршката на граѓаните албанци кон работата на СЈО. Значи тоа се едни поврзани, нема партија на албанците која што е отворено против работата на СЈО, туку сите декларативно ја поддржуваат работата на СЈО и неговото продолжување после рокот во јуни кога истекува. Да, Спасов, кога ги погледнавте резултатите од анкетата, особено во делот на довербата во институциите, самите искоментиравте дека зачудува или може би е индикативен податокот дека претседателот е институција која што навистина многу се изразуваат негативно, но има исто толков и голем број на луѓе кои што се изразуваат позитивно. Дали е тоа ја отсликува поделеноста на македонците во најголем дел? Да, апсолутно. За да добиете на рейтинг позитивен или негативен, треба да ја поларизирате јавност. Тоа е основното правило ако сакате да добиете рейтинг и позитивен и негативен рейтинг. За разлика од претходните години, кога во центарот на пиарот на владачката гарнитура беше владата и особено поранешниот премиер, сега во центарот на пораката е претседателот и неговата позиција како бранител на уставниот поредок и поспецифично бранител на македонските национални интереси. Кога зборам за уставниот поредок, мислам унитарниот карактер на државата, тој дел се зема од уставниот поредок и бранител на македонските национални интереси. Во таа смисла, јасно е дека институцијата, председателно шефот на државата, ја поларизира јавноста и според тоа добива многу повисок рейтинг отколку што го имал претходно. Во однос на тоа што го кажа претходните соговорници, јас мислам дека делот со медиумите можеби тоа би требало да биде прв слајд, вклучително и оној слајд
слайд каде што кажува колку од граѓаните преку кој медиум се информираат. Добиваме податок дека 2/3 од граѓаните се информираат преку телевизија, значи тоа е се уште медиумот кој има најмногу влијание врз градењето на мислењето на граѓаните. Јасно е и зошто се такви резултатите какви што се во однос на СЈО. Тука се согласувам со колешката дека процентот на албанците, односно граѓаните албанци во Република Македонија кои го поддржуваат СЈО е толку висок, бидејќи ниту една од политичките партии не е застана отворено против СЈО, но и бидејќи албанците можеби чувствуваат дека СЈО е институцијата која што ќе промени онаа ситуација, те имаат чувство дека се издоминирани, дека ДУИ е издоминирана од ВМРО-ДПМН во владата и бидејќи најголем дел од функционерите на ВМРО-ДПМН се под истрага на специјалното јавно обвинителство, можеби и тоа придонесува за позитивниот став кон СЈО. Кај македонците исто е значителен процентот на тие што го поддржуваат, но е помал бидејќи една од двете најрелевантни македонски политички партии, ВМРО-ДПМН, го прогласи специјалното јавно обвинителство за собствен политички непријател. И тогаш е за очекување дека сите тие кои што ја поддржуваат таа партија ќе гледаат на специјалното јавно обвинителство како собствен политички, како политички непријател и затоа се негативно расположени. Во почетокот кога не беше отворено СЈО поставена како политички непријател, меѓу македонците беше поголема поддршката кај СЈО, како СЈО беше поставена од страна на една од партиите за политички непријател, така и поддршката меѓу македонците опадна, земајќи во предвид дека партијата која тоа го прогласи има еден значителен процент од гласовите на македонците. Сакам само да додадам дека прочитав и мислам дека одеше во Телопот дека анкетата е извршена во период од 17 до 21 март. И тоа е ден пред последниот прес на СЈО, каде што се обелоденија 4 истраги, односно се направи прес дека покренува 4 истраги и тоа сите за финансиски криминал. И тоа е тоа што го очекува јавноста. Така што сметам дека можеби би биле и резултатите малце поинакви доколку би биле после овој прес, бидејќи со тие 4 истраги фактички се покренуваат постапки за враќање на речиси 1 милион евра во буџетот. И треба да се има, мисле, чини тој факт. Обратната теза што исто така можеше да се слушне веднаш после тој прес на СЈО е дека СЈО малку премногу се занимава со, да речеме, гаќите на Ивона, а многу помалку со суштинското гонење на криминалите. Знаете, луѓето сакаат да видат дека премиерот украл 5-10 милиони евра, а не дека некој купил гаќи од 500 евра. Сакам да кажам, дали во перцепцијата на работата на СЈО, може би претераниот пиеровски аспект, кој што го гледаме потенциран на пресконференциите, може би вроди со негативен ефект за нив. Вие го викате пиеровски аспект, ја би го рекла транспарентност. Не сме виделе друга институција до сега, а особено обвинителство, да биде вака транспарентен по однос на работењето и јавноста очекува таква транспарентност. Не би рекла дека е пиеровски аспект. Тоа што јавноста се фати за еден сегмент од тие 4 истраги е заради тоа што тоа најверојатно се во социјалните мрежи се шераше се, тоа беше како еден, да речам, тоа фрлена коска за блогање. Да. Но да не заборавиме, кривичното дело е за даночно затајување, не е за тоа кој што купил. Туку е за даночно затајување, а се кажува кој што купил за да се долови на јавноста дека тоа е битието на кривичното дело, односно дека се трошеле пари за лични потреби, а не за потреби на фирмата. Како поинаку вие ќе објасните, кога веќе правите прес и треба на граѓаните, на широката јавност да објасните во што се состои кривично дело, не се сите правници, не знаат сите што значи даночно затајување, освен да објасните најпластично дека еве се купуваат работи за лични потреби, а не за потреби на фирма и во тоа се состои и даночното затајување. И не може СЈО да предвиди како јавноста на тоа ќе реагира. Во конкретниот случај, целта на обелоденување на тој тип на факти беше за да се долови дека навистина таму има докази за или има основа на сомневање дека е сторено тоа кривично дело. Азизи, кога зборуваме за работата на СЈО, во дел од прашањата стои дали работата на СЈО е политизирана. Одговорите се прилично неутрални, да речеме околу 28% велат дека се согласуваат со таа оценка, потполно или делумно, а околу 32% дека не се согласуваат со таа оценка. Мислите ли дека работата на СЈО е политизирана или таа намерно се политизира и се става во политички контекст? Не можам во потполност да кажам дали е политизирано, но сепак
таа институција која што е основана за да го гони криминалот во државата. И ме се чини дека досега се врши работата како што треба. Дали е некогаш под некое политичко влијание, тоа не можам да тврдам, бидејќи не сум повикан во однос на тоа. Но сепак тоа што веруваат граѓаните во работата на СЈО е многу битен факт, дека кај нас работите во однос на нормалните институции, редовните институции не функционираат и сета таа недоверба спрема институциите, почнувајќи од председател, судство, обвинителство, па и сите други институции, е реална проценката на граѓаните, бидејќи секој ден се губи. Кај нас секој ден треба да основаме нешто ново специјално. Секој нови институции специјални, бидејќи не им веруваме на нашите. Се најдобре да се сменат тие политичари па да функционираат редовните институции, него секогаш да направиме нешто специјално. Така да ова убедување на граѓаните сосема коректно и во однос на тоа дали сега политиката ќе ги поддржи работата на СЈО во иднина, тоа е друга ствар. Тоа е веројатно клучното прашање што сега се наметнува, бидејќи полека истекува мандатот во делот на покренување на обвиненија. Так, и како што одат работи, верувам дека нема да се продолжи, бидејќи немате политичка волја од поголемите политички партии и за жал, специјалното јавно обвинителство нема да до крај да се доврши работата, нема да се даде можност да се заврши работата за која што беше и основана. Затоа, кај нас треба да почнуваат да функционираат тие институции, кои што се редовни, и треба се најде можеби некој друг начин, освен специјалното јавно обвинителство, да се најдат други критериуми за функционирање на институциите, а верувам дека може да се најдат такви размислување и такви мерки за отпочнување на работата на институциите според законите, да се работат според законите, да ги почитуваат законските должности. Да, Спасов, гледате ли можност во ваква ситуација и политичка поларизираност, блокада на собранието за брз излез од кризата кој што ќе овозможи ова за што зборува Азизи? Утре да ги отвориме институциите, па не знам, СЈО да го префрлиме во ЈО, например, за да може да работи онака како што треба да работи. Дали гледам можност или не, ситуацијата, гледате, собранието е блокирано, очигледно дека ќе биде потребна силен поттик, веројатно и од меѓународниот фактор за да се придвижат работите, бидејќи јас мислам дека ситуацијата не ветува дека има доволна спремност за конструктивен пристап во деблокадата на институциите. Но она што е важно е, штом ќе бидат деблокирани институциите и ќе се формира новата влада, е специјалните институции, се согласувам со тоа, да бидат заменети од редовните институции, особено затоа што видовме колку е ниска довербата во редовното јавно обвинителство и во судството. Ваква ниска доверба во правосудните органи. Од друга страна, висока доверба во специјален правосуден орган, кој е основа затоа што редовните правосудни органи не функционирале, покажува дека не само политичкиот поредок, туку и правниот поредок во државата е упропастен. И тоа е трагично за една држава ако граѓаните престанат да веруваат дека правото е тоа кое што поставува правила за поведение и каде што можат да ги решаваат, да ги уредуваат своите односи, да ги решаваат споровите во таа ситуација, секој ќе почне да ја зема правдата во своји раце. И само би сакал да дополнам во однос на политизираноста. Јас не знам дали работата на СЈО е политизирана, мислам дека не е, но СЈО секако работи во обкружено со тензичен политички контекст. Кога главното обвинување за СЈО доаѓа од страна на тие кои што се осомничени или обвинети од страна на специјалното јавно обвинителство, е дека не се работи за борба против криминалот, односно заради сторени кривични дела. Туку се работи за борба за политичка елиминација на политичкиот непријател, особено во некаков контекст на теории на заговор. Тогаш е јасно дека сите оние кои што ја поддржуваат таа политичка партија ќе сметаат и дека работата на специјалното обвинителство е политизирана. Во таа смисла дека не мислам дека тие кои што тоа го велат својата оценка ја донале врз основа на темелна анализа на истрагите кои што ги отвара СЈО и обвиненијата кои што ги подигнува, туку едноставно држејќи се до политичкиот наратив што го пласира партијата која што ја поддржуваат. Повелете? Не знам дали јас не сум слушнала, дали вие сте слушнале еден аргумент за политизираноста на СЈО. Инаку јас можам да тврдам дека не е ispolitizirano од тоа ја што го гледам. Но дали некогаш некој кажал еден аргумент, освен аргументот дека биле покренувани истраги само на припадници на но ќе зборуваме за перцепција.
Не зборувам, зборуваме за перцепција на граѓаните, за тоа зборуваше Александар, дека перцепцијата доаѓа поради тоа што една политичка партија реши да го сатанизира сосема и процесот и институцијата. И обвинителката на чело. Значи, така се раѓа таа перцепција. Граѓаните се склони да ги слушаат лидерите на политичките партии на кои што им веруваат. Но, истите тие лидери ја поддржале во основа, го поддржале во основа основањето на таа политичка партија. Но ние сме тука да ги расчистиме работите. Дали е или не е. Кога ќе дадат еден солиден аргумент дека е политизирано, а во исто време тоа се истите тие кои што бараат лоцирање на одговорност на конкретни личности, зошто не е против овој, зошто не е против оној, тогаш кога би се фиксирале во СЈО за конкретни личности, тогаш би можеле да зборуваме дека на некој начин не се објективни и се фиксираат на конкретни личности за да против конкретни личности бидат покренати обвиненија. Дали е политизација? А од една страна сега зошто се занимаваат со ситни во наводници случаи, зошто не ги отвараат крупните, а од друга страна се политизираат, мене не ми се јасни тие аргументи. Добро, на пример, дали е политизација ако се отворени редица истраги за функционери на ВМРО ДПМН, а за функционери на ДУИ, например, кои што исто така заедно 10 години беа во власт или 8 години беа во власт, немаме речиси ниту еден случај или еден за некој посетен директор во училиште некој. Добро, значи вие вадам тезата која што вие побаравте како теза која што се пласира во јавноста. Значи, кривичната постапка која што се состои од предистражна и истражна постапка и покренување обвинение више постапка во суд, значи дека треба да созреат работите за да може да преминете од една фаза во друга фаза. Не спомнувате колку предистражни постапки води СЈО, го имаше спомнато во извештајот 60, не се сеќам како беа. Значи, овие истраги кои што се обелоденети, односно тоа што јавноста може да го чуе, се истраги кои што узреале и стигнале до тој степен. До таму се собрани тие докази. Тоа не значи дека СЈО не истражува се. Истражува тоа што слуша. А слуша се. Значи, не пикира, ова ќе слушам или она нема да слушам. Слуша се. Појдовна точка, во секој случај беа веќе поднесените кривични пријави страна на СДСМ до обвинителство, дека тие предмети ги презеде во надлежност како први. И ги работи тие предмети. Но слуша све и како што пред некој ден и Ленче Ристовска кажа. Некој друг еве кажете ми според ваше мислење. Значи методологијата на работење на СЈО е утврдена и таа почнува од најстарите снимки па натаму, бидејќи постои страф од застарување на кривичните дела. Гледаат да ги слушаат снимките од 2008, 2009 и така натаму, за да може да ги опфатат кривични дела кои имаат опасност од застарување. Бидејќи тек од тогаш ќе биде одговорноста голема доколку им застарат кривични дела. Мораше во СЈО да се најде некој објективен принцип како ќе се пристапи кон прислушувањето, баш за да не бидат обвинети за политизираност или за необјективност или за некаква пристрасност кон определена политичка партија. Тоа е целата суштина. Така. Трајковска, беа упатени серија напади и критики од страна на представници на движењето Стоп операција Сорос за дел од невладините организации и медиумите, дека работеле против државните и демократските интереси на Македонија, преку обиди за влијание на предвремените парламентарни избори, како и за финансирањето на невладиниот сектор. Оваа реторика, оваа закана што доаѓа во континуитет, мислите ли дека е само продолжение или последен крик на оној негативен набој во општеството што се форсираше изминативе години кога се ловеа вештерки? Тоа е еден условно кажано фин континуитет, бидејќи соросоизацијата, нели предавниците на народот, на нацијата, на идентитетот и така натака е речник и дискурс кој постои со години наназад. Начин на кој што може да се посочи вниманието кон одреден условно кажано непријател и потоа правите се за да ја прикажете тезата дека некој работи против интересите на Македонија, односно дека одредени групи на граѓани кои имаат различно мислење од мејнстримот, а мејнстримот во овој случај е лидерот на партијата и владата, односно владеачките партии, всушност прави се за да направи нешто лошо за државата.
Последната операција, стоп операција Сорос е само, ајде да кажам, некаков и континуитет и се надевам и заден крик. Меѓутоа, не мислам дека ова ќе престане. Дури да се смени власта и да имаме нова власт и ВМРО да приде во опозиција, овој дискурс мислам дека ќе продолжи, бидејќи тој всушност им дава добри резултати. Самиот начин на позиционирање на непријатели и позиционирање на предавници на цијата и потенцирање дека има опасност да се изгуби државата, државотворноста, да се изгуби јазикот, името, знамето, уставот, химната и така натака, резултира со ова што денеска го гледаме, луѓе на улица кои што се излезени и кои што протестираат за заедничка Македонија, односно против парчење на државата. Јас не мислам дека сите тие луѓе кои што се излезени на улица се донесени и дека намерно или пак со сила се донесени. Мислам дека таму навистина има и луѓе кои што веруваат во тоа што го гледаат и читаат на медиумите, дали е тоа Сител или Канал 5, сеедно. И не смееме, ние кои што се занимаваме и со јавниот збор, и со јавното мислење, и со јавноста, кон тие луѓе да се однесуваме како кон луѓе кои помалку вредат или да се исмејуваме. Мислам дека тоа е еден начин кој што досега го гледаме и треба да го прекинеме, вклучително и политичките партии, но и луѓето кои се занимаваат со тоа. Треба да ги видиме фактите зошто тие луѓе одат таму и да навистина да прашаме и да ги разбереме нивните позиции. Тоа значи дека пропагандната машинерија, тоа не е пиар, но пропагандната машинерија која што функционира многу перфектно. И точно не се медиумите единствен фактор. Сите доаѓаме од одредена културно подрачје, од одредена околина во која што имаме традиција, култура, религија и така натака, но де факто таа има огромно влијание, бидејќи вие имате сега дури и на Facebook и на социјалните медиуми мрежи, вие имате тролови или пак одредени личности кои што се обидуваат да наметнат став. Ерата на лажни вести не е само за Македонијата, нели, таа е глобална и мораме да најдеме начин како да се справиме со тоа, за да може да имаме ангажирана јавност и граѓани кои всушност ќе донесат информирана одлука, а нема да бидат замаени од различни фактори и од различни информации кои кружат околу нив. Добро, ви благодарам за сега. Тука ќе најавам реклами, а во вториот дел од дебатата ќе одиме со политичкиот дел од анкетата, за да видиме како моменталната криза влијае врз рейтингот на партиите, кои најмногу профитира, кои најмногу губи од неа. Најавуваме реклами, па се враќаме во студиото. Анкетата на NDI како лајт мотив на вечерашната дебата, која што носи доста интересни моменти и сознанија за тоа што и како се случува во македонското општество, кое што веќе 4-ти месец е заглавено во длабока и продлабочена политичка криза по изборите на 11 декември одржани во 2016 година. Рековме во вториот дел од дебатата, одиме повеќе со политичкиот моментум на
на анкетата. Претходно ќе замолам публиката во студио, доколку имаме некои спремни прашања, да видиме дали сакаат нешто сега да постават или да го повикам прво прилогот. Публика? Сакате сега или? Ајде, само момент да ви дадам микрофон. Да, не морам да читам. Не мора, како сакате. Во контекст на темава би сакала да поставам едно прашање, еве да не ги наречам експерти, идемо да еве ке не фенси. Значи, гледаме дека кризава политичка трае и трае и трае. Деновиве веќе на некои ни стана како месеци. Ме интересира некој слушно мислење, кој е она крајна граница, има ли некој лимит до каде може да се оди? Значи, смее ли ова волку да трае, да излегува на некој начин од контрола, и што е тоа што би можело да го сопре? Што? Добро. Како Ајде, Азизи, па одиме со експертите, бе нарекла, ама вие сте професори, сакате повеќе така да ја викаме во ред. Добро, се дурне се истроши таа дебата во собранието, ќе имаме да слушнеме све во собрание. Може би не наликува на собрание сега, за жал, но сепак тоа се наши избраници на граѓаните. Тоа може да потрае. Се дурне се заврши тие дебати, иако несмислено е, значи, да се тера до толку, да се бойкотираат институциите, да не се отвараат, значи да не се именуваат тие работни групи во рамките на собрание, да се избере председател на собрание, па и да се формира влада, дефинитивно да се изгласа. Тоа оди во прилог само на непријателите на Македонија, а верувам дека внатре во Македонија нема таков човек. Мислам дека што побрзо завршување на целиот тој циркус внатре во собранието би било подобро за нас, бидејќи се губи кредибилитетот на нашата држава во меѓународните односи и впрочем што сме и држава кандидат за членство, треба да отвараме преговори со Европската унија. Тоа многу влија директно на нашата евроатлантска иднина на земјата. Но пораките секој ден стигнуваат од европските представници. Речи се, нема ден да не помине каде што се обраќаат или до председателот Иванов или до останатите политички чинители да го забрзаат процесот, а ние гледаме дека Велјановски од своето столче нема да стане. И нема намера, и тоа го кажа јавно, јасно и гласно. Сепак прашањето беше од публиката, да. Го гледаме ли некаде излазот, каков би бил тој? Им постои ли, бидејќи навистина многу луѓе се прашуваат оде, нема крај, нема излаз. Секоја работа што се започнува има и свој крај. И мандатот на собранието има свој крај, па верувам дека ова брзо ќе заврши и ова криза. Сепак тука проблемот е од лидерите на политичките партии, не потекнуваат самите пратеници, бидејќи наредбата е таква да се одолговлекува целиот тој процес и целиот сплет на околности кои што се однесува и со протестите на улица и со ние долго време ќе вежбаме изгледа демократија, било во институциите, било надвор од институциите. И мислам дека граѓаните го имат својот суверенитет, го пренесуваат на претениците, со изборот на претениците и после борбата треба да продолжи внатре во собранието. И овие дискусии се до некаде нормални, не можам да ги сметам за целосно нормални, бидејќи кога знам каква е нивната цел да се одолговлечи целиот тој процес, зависи од кондицијата и трпеливоста на сите политички партии, колку ќе може да трпат таков однос внатре во собранието. Од почетокот не беше почитуван деловникот за водење на седницата, па да се избере председател на собранието. Тука се направи таа утка голема и пак се оди по тој погрешен пат. Уште имате несмислени дискусии на пратеници од иста политичка партија. Така да сепак ќе заврши и таа драма целосно. А врз основа на што ја црпите тој оптимизам дека ќе заврши таа драма, бидејќи ја не гледам зошто да заврши ако една партија решила дека не може да дозволи на друга да формира влада, и тоа е јасно определена политичка волја, тие не ја кријат. Дефинитивно тоа е така. И во определбите на ВМРО е дека треба да се оди на избори, дека не треба да се даде мандат за формирање на влада со коалиција која што е направена со декларација или платформа, како го викат, од странска држава, што е наврска тоа. И
сметам дека тоа е намерен процес кој што се однесува на целокупниот ни штети тоа на целата земја, на демократијата, и верувам дека скоро тоа ќе заврши. Не може тоа долговечно да трае, бидејќи сепак ќе завршат дискусиите и на крај ќе дојде време за да се гласа. Добро. Јас мислам дека треба да бидеме малку пореални и да не се однесуваме како да не живееме тука. Во делот, ние можеби сме изненадени од оптимизмот на меѓународната заедница, кој што уште очекува дека Иванов ќе се премисли. Ние мораме да кажеме и да бидеме свесни дека и да се базираме на она што претходно се случило. Председателот Иванов нема да се премисли. Го гледаме како ја тера неговите говори, неговиот став и така натака, и дури и неговиот имидж на последната анкета е сериозно зголемен, така како и никогаш порано. Од друга страна мораме да кажеме дека на ВМРО муниција му даде ДУИ и другите политички албански партии кои во многу несреќен момент ја промовираа платформата на албанците, која што така фино беше на еден начин исликана. Значи, јас не велам дека таа била направена во Тирана, но ние добивме слики со Еди Рама во Тирана, во неговиот кабинет и така натака, и тоа е многу навистина податно за секаков тип на извртоперување на вистината, односно на еден вид на пропаганда и на пиар кој што одговара на владеачката, односно на ВМРО. Сега веќе дури не можам да кажам ни да владеачката дали тоа беше договорено меѓу старите коалициони партнери Ахмети и Груевски. Морам да кажам дека јас си го поставив тоа прашање, дури и на мојот Facebook профил пишав дека ова е една wild карта што викаат, нели, која што ДУИ му ја даде на ВМРО, и тоа веројатно го направи за имајќи ги предвид локалните избори и дека ќе треба да усвои одреден број на гласови на локалните избори контра другите партии на албанците, но и контра СДСМ. И во ваква констелација на односи ние мора да знаеме дека оваа криза ќе трае, а ВМРО има навистина многу кондиција и има и можности и ресурси да издржи до крај. Ние знаеме, видовме и слушнавме, тие не кријат дека јавно бараат нови избори. Веројатно ќе одат на тоа да новите парламентарни ги поврзат со локалните избори, бидејќи тоа им е победничка карта. Од друга страна, исто мора да кажеме дека опозицијата, односно СДСМ, тие кои што сега имаат заедно со партиите на албанците мнозинство на пратеници и на подписи, мораше можеби да биде малку и похрабро во чекорите кои што треба да ги направи. Јас разбирам дека се плашат или можеби калкулираа во однос на тоа да не има одредени насакани инциденти на улица и така натака, но ова систем што сега го имаме, овој клинч е неодржлив. Можеби нема да имаме сега, но ќе имаме за некој време повторно еден вид на немири кои може дури сега да отидат и на меѓуетничко ниво. Значи мора да има некаков крај. Меѓутоа тој крај вака како што оди нема да заврши на добро, но вака како што гледате, како што вие рековте, нема логично завршување. Јавноста треба да знае дека ова е резултат затоа што ние имаме неодговорни политичари. Политичари кои воопшто не ја имаат Република Македонија на ум. Политичари кои гледаат само во број на гласови, во број на освоени места и во позиционирање на своите функционери на одредени позиции, значи на кеш, интерес, пари, моќ и така натака. Ете затоа сме во ваква ситуација. Спасов, вие на истото прашање на публиката, до кога ќе трае и како би се разрешил? Не може да се даде правен одговор која е правна разрешница, затоа што ние уште од првиот ден на конституирањето на собранието беше напуштане правото. Значи, излеговме надвор од сферата на правноста. Прво при изборот при председавачот со седницата на собранието и изборот на председател на собранието кој што требаше да следи, понатаму со целата сторија околу доделувањето на мандатот и сега со злоупотреба на правото на реплики, кое што е предвидено како право во деловникот за работа на собранието. Штом еднаш ја напуштите сферата на правноста, која што е цивилизирана форма на однесување помеѓу луѓето, тогаш влегувате во природна состојба, односно на војна на сите против сите. Во таа ситуација, во македонски контекст, најдобро ако сакате да потикнете војна на секој против секого, е да го повикате национализмот, бидејќи национализмот ви е рецепт за конфликт. До која ќе трае оваа ситуација? Оваа ситуација може да трае се додека не се исцрпат потполно ресурсите на државата. Значи, додека државата едноставно толку изгуби воздух, престане да диша.
Бидејќи ние ако вака продолжиме, ние не треба да го гледаме ова само како процес сам за себе формирањето на владата. Од ова зависат голем број на општествени процеси меѓу кои што и функционирањето на економијата. Треба ресурси од некаде да се финансира одржувањето на државата. Една работа мораме да имаме во предвид, што мислам дека кај голем број од граѓаните во Република Македонија не имаат во предвидност да забораваат. Во светот има некаде околу 2000 етнички групи, односно племиња. Од нив само 10% имаат сопствена држава. Значи само околу 200 национални држави, односно држави постојат во светот. Имањето држава не е дар од Господ. Господ не создава држави, бидејќи припадниците на сите 2000 племиња во светот се на некој начин Божји чеда и можеби имаат природно право да имаат држава, но само 10% од нив оствариле држава. Што значи градењето на државата не е неповратен процес. Како што во еден склоп на историски околности се добива држава, така во еден склоп на историски околности може да се изгуби државата. И мислам дека ова е најважната работа која што секој граѓани на Република Македонија и секој политичар треба да ја има на ум кога делува. Добра. Реплика од публиката? Или сте задоволни? Само микрофонот ве молам. Ако е до вас. Да. Вака се, задоволна, незадоволна. Ова ми е се познато, мислам, со говорниците што го говорат. И евидентно, очигледно. Значи, дали постои некоја алатка, некој инструмент? Јас не можам да поверувам, како обичен граѓанин, дека не може да се предвиди алатка, правна, зарековте вие дека веќе ова е надвор од правото, меѓутоа мора, не може да не постои. Еве, например, меѓу граѓаните се разговара и се прашуваат што е со таа опција дека на иницијатива на 20 пратеника може да се тргне господинот Трајко од столчето. Сега слушам нешто со 10 иницијатива. Каде завршуваат иницијативи? Значи, знаете што, многу сме без одговори и многу прашања. Политички калкулации завршуваат тие договори. Затоа што тие и да има правна разрешница, односно и да има можност во парламент, мнозинството од пратеници во моментот одлучува да не постапи така. Сега... Па да, ма тоа повторна е калкулација, ме разбирате, без оглед што ова мнозинство сега е формирано од СДСМ и албанските партии. Значи тие решаваат во овој момент дека не е дојдено време да направат било каков чекор заради тоа што се плашат за одредени други негативни работи кои би можело да се случат и кои би иницирале таков тип на, да речеме, 20 пратеници, да се смени председател, да се формира влада, да се прескокне нели председателот на Република Македонија и така натака. Значи сето тоа е еден вид на калкулација и нели од наша страна како обични граѓани, јас не сум правник, не можам да влезам детално, како на немање на храброст да заврши оваа криза на за одреден пократок временски период, бидејќи се калкулира со што ќе донесе плюс, но може да донесе и многу штета. Значи не се оди на ризик, се нема доволно храброст. Па веројатно одлучиле дека ризикот е поголем, на вистина сепак мислам дека мнозинството ги добиле нашите гласови. Значи очигледно дека нема потреба да толку да им паѓаат на игрите на власта во заменување и мора да се изнедат начин, да изнедат стратегија некоја и да го прекинат това. Јас стварно не можам да верувам дека нема. Знаете што, мислам дека нема потреба да изнаоѓање на нови правни модуси како да постојните правни решенија се слаби. Тој филм дека има дупка во уставот во овој дел, па сега ќе измислиме ново правно решение, кога ќе го изнајдеме тоа правно решение, работите ќе функционираат. И апсолутно потпуно се согласувам, се работи за политички калкулации. Затоа што една работа треба да знаете, за жал од сликите вчера што ги видовме околу формирање некакви патриотски здруженија и така натаму, една од опциите, за жал, е и отворен судир, која што отворено стои. Така што не е проблемот правен, немаме правен, нема дупка во уставот. Доволно се прецизни правните решенија да ако се сака во границите на правото да се најде решение. И само уште една, јас сум помлад од вас, но гледајќи документарни емисии за распадот на поранешната држава Југославија, така исто и голем број на луѓе пред да се распадне Југославија збореле, ама нема шанси, сигурно ќе се најде нешто, ќе се договора, денеска СФР Југославија не постои. Тоа сакам да ви кажам, дека не е тоа државата како дадена од Господ и мора да постои, што и да направиме ние секогаш ќе има држава. Не, држави се создаваат, но држави и пропаѓаат.
Затоа мора да се има државотворниот капацитет. Тај да видиме. Јошевска Анастасовска. Тоа што гледачката очено го сака да помене сите граѓани е владење на правото и во тој сегмент сакам да коментирам. Значи вие барате правен механизам и тоа е за поздравување. Вие верувате во правото и верувате во владење на правото, а ние тука ви зборуваме за политички воли. Во овој дел ќе се наврзам на делот од анкетата кој што мене лично ме запрепасти, а тоа е во оној дел каде што вели кои проблеми ги лоцираат граѓаните како најбитни. Владењето на правото е на 6-то месечини или 7-мо место, не е во првите 5 во секој случај. Ке дискутирате сигурно. Значи, вие многу добро и суштински сте го разбрале концептот на владење на право. Ова тоа е од таму почнува и завршува се. Ако нема владење на право, апропо тоа и владење на трета власт, јако судство, не може ништо да функционира. А тоа е тоа со што се соочуваме денес. И немаме правни механизми, зборуваме за калкулации и црни сценарија, меѓу кои ја лично како граѓанин ако се прашувам, мене најмногу крајот на кризата ми се гледа со некои неправни средства. И не верувам во мирен трансфер на власта. Имаме најави за санкции. Така што не може ова сигурно да не да оди, но кога институциите нема да постапуваат на начин кој што тоа е предвидено со уставот, кој што убаво вели Александар, тоа е општ правен акт, тој не може да ги предвиди сите ситуации, не може да предвиди кој како ќе ги злоупотребува институциите, се бара една основна политичка култура. Се бара еден начин на однесување и во парламентот и не може ни деловникот, ниту специфичните акти не можат се да предвидат. И во тој дел навистина би сакала да тој сегмент владење на право и барање институциите да функционираат согласно законот и уставот, ама не во оваа власт во последниве 10 години мене лично ме запрепасти во формализмот на читањето на законите. Значи, ако не го пишува тогаш ај вака ќе правиме, онака ќе правиме. Не се гледа духот на законите, не се гледа што со законот се има цел да се постигне. Истото важи и за уставот. Ниту пак се консултираат експерти кои што навистина тоа им е област. Па имате толкување на уставот во последно време од секакви личности и на секакви начини. Не сме можели да веруваме дека ќе стигнеме до состојба да секој зборче од уставот го толкуваме, а целта е јасна. И на одредбата, и на тоа што се случува. Едното со другото не можат никако тоа пак до политичката волја, значи. Да, па до политичката, но околу владењето на правото сакав да коментирам. Добро, ви благодарам за делот одговорите на вашите прашања што ги поставивте. Верувам дека ќе имаме појасна слика за тоа што мислат граѓаните од следниот прилог на Сандра Бошковска, а се однесува токму на анкетата на Индија и за тоа кој и како треба да ја формира идната влада. Политичката состојба, обвинителството, специјалното јавно обвинителство, албанската платформа се во фокус на новата анкета што ја изработи американската организација Национален демократски институт. Еве дел од наудите. Политичката состојба и криза заедно со невработеноста и сиромаштијата се искачија на врвот како најсериозни проблеми со кои се соочуваат граѓаните. Така, дури 44,5% од анкетираните изјавиле дека најсериозен проблем е политичката состојба и политичката криза, а за 70,5% тоа се невработеноста, сиромаштијата и економската и финансиската криза. За само 13,2% проблемот е албанската платформа. Речиси 2/3 или 65,1% од анкетираните сметаат дека Македонија се движи во погрешна насока, наспроти 8% кои изјавиле дека одиме во правилна насока. 26,8% не знаат или имаат неутрален став во однос на прашањето во каква насока се движи Македонија. 54,7% од граѓаните моменталната политичка состојба ја перцепираат како тензична и несигурна, а 38% за критична. ВМРО ДПМН и председателот Иванов се најодговорни за моменталната политичка ситуација во Македонија. Ова вкупно го изјавиле дури 1/3 од анкетираните граѓани. За 13,3% виновни се сите, 12,7% рекле дека виновна е албанската платформа, а 10,8% изјавиле дека вината е кај СДСМ. Анкетата покажува дека дури 81% од граѓаните во Македонија не ја прочитале платформата подпишана од лидерите на албанските партии.
Во исто време 34,3% изјавиле дека не се информирани, наспроти 48,8% кои рекле дека само до некаде се информирани. Македонците и албанците имаат различна перцепција за одговорноста на политичките актери за моменталната политичка ситуација. Например, 24,1% од албанците, а 11,5% од македонците вината ја лоцираат кај председателот Иванов. Дури 27,1% албанци, а 11,9% македонци вината ја гледаат во ВМРО ДПМНЕ. За вината на СДСМ се изјасниле 14% од анкетираните македонци и 1% од анкетираните албанци. Анкетата покажа дека 1/3 од граѓаните во земјата веруваат дека формирањето влада во собранието од мнозинството пратеници е излез од моменталната политичка криза во Македонија, а за 26% излезот се нови избори. По етничка линија 72% од албанците веруваат дека излезот од моменталната политичка криза е во формирање на влада во собранието од мнозинството пратеници, додека за 20% излезот е во вклучување на меѓународната заедница. Дури 69% граѓани во Македонија веруваат дека мнозинството пратеници може да формираат влада, а 18% граѓани во Македонија сметаат дека мнозинството пратеници не може да формира влада. Според анкетата, 51,4% од анкетираните сметаат дека Социјалдемократскиот сојуз и коалициските партнери имаат право да формираат влада, наспроти 30% кои сметаат спротивно. Анкетата е спроведена во период од 17 до 21 март годинава. Например, околу 807 испитаници на возраст од 18 години и постари, со маргина на грешка од плюс 3,46%. Да, тоа беше прилогот на Бошковска во однос на делот наодите на NDI во анкетата која се однесува на актуелните политички состојби во земјата. Она што како едно од клучните прашања за излез од оваа политичка криза се поставува и што беше поставено во анкетата е дали СДСМ и коалициските партнери имаат право да ја предводат владата, при што 51% од граѓаните одговориле дека имаат право да ја предводат владата. Меѓутоа, ако тоа се подели на македонци и албанци, значи само 37,8% од македонците сметаат дека има право, а 39% од македонците сметаат дека СДСМ нема право да ја формира владата. Исто така во делот анкетата има уште едно прашање, дали СДСМ и коалиционите партнери треба да ја формираат владата без доделување на мандатот од страна на Иванов, при што 39,9% сметаат дека да, тие треба да ја формираат владата и без мандат, а 33,7% сметаат дека тоа не треба да го сторат. Се чини дека резултатите се тенки, нема убедливо мнозинство, впрочем како што беше резултатот и на изборите, и веројатно оттаму е и ова, да го наречам, тактизирање се уште на СДСМ и на ДУИ во односот на конформирање на таа влада. Спасов? Резултатите од анкетата покажуваат се рефлексија на поделеноста и по етнички и по политички линии. По етнички линии помеѓу македонците и албанците, по политички линии помеѓу македонците, затоа што за конкретното прашање нема поделба помеѓу албанските политички партии. Јас сепак би рекол дека мнозинството од граѓаните, ако не ја гледаме поделбата по етнички линии, смета дека парламентарното мнозинство има право да формира влада, што е во еден демократски политички систем сосема нормално и разбирливо. Мене ме зачуди оние 18% кои што смета дека мнозинството нема право да формира влада, значи ние имаме 18% граѓани, ако се земе од анкетата, кои не веруваат во демократија. Значи веќе 18%, тоа е основното правило на демократијата, дека мнозинството ја формира владата. 18% викаат мнозинството не ја формира владата, значи ние имаме веќе 18 од 100%, 18% граѓани кои не веруваат воопшто во постоење на демократија. Меѓутоа се согласувам и така дека разликите не се големи и веројатно, пак да се вратиме на политичките калкулации, затоа се уште
работите се одвиваат така како што се одвиваат, односно се прават обиди да се деблокира собранието на Република Македонија и така во таа институција да се формира владата, а од меѓународната заедница се упатуваат повици и до шефот на државата да се премисли, односно тој да го додели мандатот и собранието да може да расправа и да изгласа новата влада, и така би било најдобро доколку се случи. Дали ќе се случи тоа ќе видиме во деновите односно неделите кои што предстојат. Меѓутоа јас исто така мислам дека и нема друг излез затоа што не постои ни консензус за организирање на нови парламентарни избори. Тука тоа прашање не е поставено, но доколку биде поставено ќе видите дека гледајќи од овие резултати можам да извлечам заклучок дека мнозинството е против нови парламентарни избори, што значи останува работата да се реши во институциите, ако сме доволно зрели и со државотворен капацитет тоа да го направиме, ако не дај Боже, нели секогаш за жал стојат во институционалните начини, меѓутоа тоа апсолутно не треба да биде ниту прва, ниту посакувана опција од било која страна. За нови парламентарни избори има прашање во анкетата. 26% сметаат дека нови парламентарни решенија се излез од кризата. А колку се 26%. Се за нови парламентарни избори. За нови парламентарни. А против нови парламентарни избори? Нема прашање за против. Па добро, 26% е јасно дека е малцинството. Да, Претпоставуваме дека мнозинството. Нема мнозинство да, во тука тој очигледно е дека нема мнозинство, уште подобро, значи анкетата тоа јасно го покажува дека нема ни мнозинство за организирање на нови парламентарни избори. Ако нема тоа, тогаш мора да се реши во постоечкиот состав на собранието. А Зизи, можна ли е влада без доделување мандат од страна на председателот? Значи, каде тоа ќе се изведе, во хотел? Значи имаме институција, значи парламентот е тој кој што дефинитивно е тај комисија што е за именување и разрешување треба да предложи и дефинитивно треба да се оди под теркот на демократските вредности во рамките на институциите да се одлучуваат и да се решаваат сите овие проблеми. Може и без дадената согласност од председателот, бидејќи тој не може да ја кочи волјата на граѓаните изразена на слободни и фер избори, така да тој нема такво право, значи тој е дел од извршната власт, не може да се меша во законодавната власт и во дефинитивно волјата на граѓаните. Јас сум убеден дека ќе се најде решение во рамките на парламентот. За да се оди на нови избори треба само самиот парламент да се распушти, а такво мнозинство нема. Значи самите пратеници кои што се сега во број мнозинство не ќе сакат да се распуштат. Како ќе најдеме решение да одиме на нови избори кога овие неќат да се распуштат. Така да тоа што се бара од ВМРО сега е неизводливо да се одат на нови избори. Оти нема бројки за да се оди на нови избори и решението ќе треба да се бара во трпеливоста на политичките партии, пратениците, се дур не се завршат овие разговори во рамките на собранието и може би паралелно со ова ќе идат и санкции од страна на меѓународната заедница кон одредени политичари кои што сакат да ја блокираат, да го блокираат целосно системот, да го парализираат системот кој што и така е парализиран. Сега следат и ќе треба да следат и локалните избори кои што не може да се одржат без да се закажат. Така да воопшто ние сега имаме само техничка влада која што ги врши најосновните работи, немаат потполен легитимитет да ги вршат сите законски можности. И дефинитивно ние влегуваме во една фаза на институции кои што не се способни и полноправни да одлучуваат по однос на законските и уставните надлежности кои што ги имаат на располагање. Значи влегуваме вон институционално однесување. Доколку пак се случува некој инцидент од надвор, значи тука дефинитивно дека ќе имаме санкции. Многу сум убеден во однос на тоа дека меѓународната заедница само чека моментот кога треба некој од политичарите да Мислите ќе таргетира стрикно неколку политичари? Ќе таргетираат одредени политичари, ќе ги санкционираат во однос на тоа и дефинитивно мора работата да се реши во рамките на институциите. Врз нив внатре партиски. Да не ги терат луѓе во надвор да искачат да протестират против платформа и такви работи. Знаете зашто? На тој начин логиката е дека на тој начин тие би ја губеле својата поддршка внатре во партијата, сигурно, во институцијата или таму каде што се. Еве се слуша, значи да се вратиме на тоа. Значи можеби јас напред ќе кажам тоа што треба, после да го кажам, но сепак ќе го кажам. Значи проблемот настана со меѓу Заев и Груевски во однос на тоа кој кого ќе тера во затвор заради злоупотребите. И потоа на крај искочи дека платформата била проблем. Ще се вратиме малку наназад. Се платформата не е проблем, бидејќи
не е платформа, тоа е декларација на политичките партии кои што напишале неколку точки кои ќе се дискутират во рамките на новиот парламент и во однос на тоа сепак имат право да дискутират во рамките на парламентот и пратениците на ВМРО како што ги имат сега правата и може точки од таа декларација да не се усвојат, сепак тоа ќе биде политичка разврска на крај, математика, интереси, поделба на интереси во општеството, затоа што така се представени пратениците и волјата на граѓаните се разбира во демократијата е таква што 50% плюс 1 си носи одлуки. Во сите други математики, значи, нема да им одат во прилог на никој граѓанин во Македонија, бидејќи никој не сака кај нас не мери, да кажеме, албанците не се непријатели на оваа држава. Ти сака да ги подобрат своите права во рамките на системот. Не се работи ниту за федерализација, ниту за кантонизација или било каков друг облик на државно уредување, туку се работи за изнаоѓање на решенја во рамките на парламентот и тоа во рамките на уставот и со политичка волја преку демократски средства да се изразат во парламент и да изгласат закони доколку има потреба од такво нешто. Секој граѓанин кој што не е задоволен од тоа што ќе помине, може да се жали, имаме не институции, постапки, доколку има некој закон кој што е противуставен, може секој да се жали тој закон да се поништи. Благодарам. Да. Јошевска, вие сте легалист, знам дека не сте многу по политичките прашања конкретно да ги коментирате, но ова прашање е суштинско и е многу легалистичко. Може ли да се формира влада без мандат од претседателот на Иванов и дали е калкулацијата што ова е политичкиот дел од прашањето, калкулацијата што во моментов ја прави Заев е всушност поради тоа што чувствува дека поддршката во населението не е толку голема колку што треба да биде за да може тоа да се деси? Да беше така едноставно како што соговорникот вели, не им треба на претениците мандатот, може да го изгласаат во собранија, немаше да има ни толкав притисок и да доаѓаат високи представници од Европската унија и така натаму и да вршат притисок за Иванов да се премисли. Значи, се што ќе се случи ако на некаков начин се заобиколи уставот, а уставот е јасен по однос на доделувањето на мандатот, значи дека одлуките на тоа собрание, на таа влада и така натаму што ќе се формира на таков начин со заобиколување на јасна уставна одредба, ризикуваат да бидат противуставни. И затоа тоа не е, мислам, легалистичкиот дел што ме прашувате, тоа не е баш така едноставно. И од тие причини сметам дека се изнаоѓа начин како да се избегне било каква противуставност на постапките, за да не навлеземе, да мислиме дека сме решиле криза, да влеземе во нова криза. И тоа е тоа што би можела да го кажам, а какви се калкулациите на политичките партии, мислам дека и самите политички партии ги носат одлуките на дневна основа. Не гледам јас некоја стратегија, барем не во опозицијата, да ја наречам, сега не е уште власт, нели? Не гледам некоја стратегија, ниту пак покажува дека знаат точно во подолг период како ќе се однесуваат. Туку тоа изгледа како на дневна основа да се носат одлуки. Ако ова не биде, ќе биде ова друго, ако ова не биде друго. Но за почитување е тоа дека сепак се трудат да се движат во рамките на законот. Добро, ќе замолам тука режијата да ми го даде телопот број 5 на екранот, за да видиме како се ова што тука се случува во државата се рефлектира врз политичките партии. Доколку го имаме телопот број 5, тоа е за дали постизборните случувања и пораките испратени од политичките партија ја променија вашата поддршка за ВМРО ДПМН. Токму така, тоа е тој телоп во кој што се вели дека 19% од граѓаните сметаат дека се намалила поддршката за ВМРО ДПМН, 28% сметаат дека останала иста, 14% сметаат дека се зголемила поддршката за ВМРО ДПМН. Во однос, нека остане овој телоп уште малку, бидејќи сакам да ги видиме во однос на македонци и на албанци во поддршката за ВМРО ДПМН. Значи, македонци 19 од 100 сметаат дека се зголемила поддршката за ВМРО ДПМН, 37,5 останала иста, а 14 дека се намалила поддршката за ВМРО ДПМН. Кај албанците нормално нема некои специјални работи што би можеле да се кажат во однос на ВМРО ДПМН, бидејќи оваа партија се разбира не е омилена во албанскиот политички блок. Добро, сега ќе замолам режијата да ми го даде следниот телоп за
дали постизборните случувања и пораките испратени од политичките партии ја променија вашата поддршка за СДСМ? Добро, го имам тој телоп, ќе ве замолам на цел екран. 20% сметаат дека се намалила поддршката за СДСМ, 29 дека останала иста, а 17 дека се зголемила. Меѓутоа, во македонскиот блок за СДСМ само 10% сметаат дека се зголемила поддршката, 33,7 дека останала иста, а 25,3 дека се намалила поддршката, а наспроти 20 кои што се на вкупниот корпус македонци и албанци, што покажува едно придвижување надолу во перцепцијата на граѓаните за поддршката на СДСМ. Не знам дали ни е подготвен и последниот слайд за ДУИ, меѓутоа, ако не е подготвен во ред, овие може да се тргнат, ќе го прочитам јас. Постизборните случувања во однос на поддршката за ДУИ велат дека дури 28,6% од албанците сметаат дека се намалила поддршката за ДУИ, значи речиси 1/3, 18,6% дека останала иста, а 13% сметаат дека се зголемила поддршката за ДУИ. Така да од овие телопи од овие резултати што ги прочитавме, можеме да забележиме дека кај ВМРО ДПМН веројатно има една константа, во однос на СДСМ има благо намалување на рейтингот, ако можеме тоа така да го толкуваме, а има и доста малку позначајно намалување на рейтингот повторно кај Демократската унија за интеграција. Зошто е тоа така, Спасо? Ова е доказ дека јас не би се согласил тука околу платформата и како таа беше презентирана во јавност. Ова е доказ дека флертот со национализмот апсолутно не се исплаташе на ДУИ, напротив, ДУИ губи гласови. Платформата не беше така наивно прикажана, имаше неколку психолошки моменти кои што требаше да го кренат рейтингот на ДУИ во смисла на нивната загриженост за националните права на албанците, од друга страна да создадат чувство на страв кај македонците. Прво, долго зборениот тајминг кога се појави во време на Божик се појави, баш на денот се појави, тоа беше така психолошки, требаше да има определен ефект. Второ, тие изјави дека тоа се ултимативни барања за кои што нема преговарање, дека тоа е црвена линија од која што не се отстапува, дека тоа е апсолутен политички приоритет на албанците. Значи целиот дискурс претходно што беше дека имаме проблем со владење на правото, со правната држава, имаме проблем со корупција, имаме проблем со нашите евроатлантски интеграции, сиромаштија, невработеност, сето тоа се стави на страна и се постави прашањето на јазикот и уште побизарно прашањето на геноцидот, наводен геноцид кој не е утврден од никого како геноцид, дека било кога се случила, се знае во меѓународното право, има многу јасна дефиниција за тоа што е геноцид, и тоа во време кога не постоела македонска држава, ниту како дел од поранешна федеративна Југославија. Тоа влијаеше врз распламтувањето на национализмот кај македонците и овие, да речеме, благо опагање кај СДСМ, но резултатите од анкетата покажува дека ништо добро не му донесе на ДУИ, и ова мислам дека треба да биде една добра лекција дека играњето со национализмот не секогаш се исплати и не смее да се исплати во 21 век. Само јас така можам да го толкувам, тоа беше обид да се зголеми рейтингот после лошите изборни резултати, меѓутоа еве ги гледаме резултатите од анкетата, а начинот како сето тоа се одвиваше со платформата, мислам дека од другата страна не можеш повеќе да посака такво нешто да се случува, поготово земајќи ги тие психолошки моменти кои што по мене намерно беа внесени за да предизвикаат немир и раздор. Дали ова што сега се случува всушност значи дека ВМРО ДПМН добро си го игра својот дел од работата, а ДУИ не успеа да го изигра својот дел? Како и секогаш. Како и во изминатите 8 години, тоа го покажа изборните резултати, очигледно дека лошо го изигра. Азизи, што мислите вие за оваа теза за намалувањето на рейтингот на ДУИ? Ако се точни се разбира резултатите, точни се, бидејќи е репрезентативна анкета. Сепак гласачи на ДУИ се албанците. Така да не верувам дека тоа што мислат македонците е намален поддршката. Да, ама јас го прочитав делот на албанците за ДУИ. Затоа, кој е главната причина зашто ДУИ има намалена поддршка кај населението, кај гласачите? Значи, појавата на новите два субјекти политички, Алијансата за албанците и БЕСА, е главната причина. Бидејќи ти во нивните платформи политички, во нивните политички програми ги имаат овие точки што се предвидени во декларацијата. Така да ДУИ имаше време, имаше
неколку наврати беше партнери со СДС и со ВМРО и врз основа на тие политички определби кои што ги имаше во програмата и доби гласови од албанците, ама пошто изгледа си ја губи довербата за тоа што не ги реализира предвидените цели во програмата. И тоа дел од последен што беше со ВМРО и појавата на новите политички партии влијаеше доста во намалувањето на поддршката на ДУИ. Можеби тоа во наредните избори уште повеќе ќе се одрази. А на сметка позитивна на новите политички партии на албанците. Да, има и за без истражување дека е зголемена поддршката 8%. Значи, да не беа овие нови политички партии, немаше да има ни таква декларација. Да бидеме искрени. Значи, сепак ќе продолжеше ДУИ со ВМРО по истиот терк. Тоа само кажува дека тие не мислат на правата на албанците, туку дека играат чисто маркетиншки за да може да си го зголемат имиџот на на собствените партии за локалните избори и за сите други избори. Тоа значи дека се неискрени кон собственото избирачко тело. И не само со новите партии, туку и заради се уште неутврдениот број на гласачи на албански граѓани кои гласаа за СДС на овој пат, на овие избори. Значи мораме да ги кажуваме работите такви какви што се тие со самата декларација, ако не беа партиите, затоа што делот од декларативните, од точките во платформата ги има и во договорот и во рамковен и така натака, и тоа тие 20 години извештајот тој што веќе бил поминат на влада и така натака. Тој документ, платформата, како сакате кажете, платформата на албанските партии или тиранската платформа или декларација беше едноставно маркетиншки искористен, односно злоупотребен од дел од албанските партии за да освојат број на гласови поголем, да си го вратат гласачкото тело, односно сите ние повторно да влеземе во националистичките трла, секој во своите етнички трла. Тоа не е одраз на една граѓанска држава каква што сака Македонија да биде. Донекаде ДУИ беше приморано да прифати дел од овие работи и до последен момент се премислуваше дали да оди со СДС или да остане со ВМРО. Тоа е тотално се играше на таа карта. Се дур не се појави овие другите партии кои да, но анкетите покажаа дека секое продолжување на ДУИ и играњето нива монитаму се намалуваше драматично рейтингот и на крајот одлучија тоа што одлучија, но калкулациите се уште продолжуваат изгледа. Сакавте Јошевска нешто? Сакав да кажам дека презумцијата на невиност основно човеково прави е императив, апсолутно права е. Но во политиката мора да има нешто што се вика политичка одговорност. И ДУИ ќе беше политички одговорна кога стигна више до преговори да каже дека за лица кои што на некаков начин се испитуваат и се осомничени за тежок криминална корупција, дека нема намера никако да коалицира, не да одат со некакви националистички или не знам какви тврдења и така натаму, а сепак него никогаш од ДУИ не слушнавме да се осврнат на криминалот. Тоест да го осудат криминалот. И во своите редови, во своите слушаме декларативни изјави, но не гледаме ништо конкретно. Не гледаме повлекување, разрешување, тргање на страна и така натаму. Значи, фактички ништо не се случува. И не видовме никаква осуда на тоа што го слушнавме од бомбите и личностите кои што се јавуваа во бомбите и против кои се водат и предистражни, истражни, јавно е кажано дека се водат такви постапки и за тоа е формирано специјално јавно обвинителство. Доколку така одигра, можеби овие бројки ќе беа малце поинакви, бидејќи во другиот слайд покажува дека албанците имаат 100% да не речам поддршка на СЈ и бара, со тоа значи дека бараат разрешница и одговорност за она што услушнавме во бомбите. И тие две работи ќе се спојат. Иако сакам да кажам дека, значи, сакам точно да разграничам што е презумција на невиност, тие се повикуваат на тоа. Кога ќе ги прашате, да, ама они се невини за дека не се докаже спротивното. Но политичка одговорност е нешто сосема друго. Така што нема врска со кривичната одговорност. Така. Добре, уште едно прашање имаме вредно за коментирање што сакав да го поставам, но немаме доволно време, меѓутоа сите со пократко би можеле. Според вас, кој од следниве најмногу им помага на националните интереси на Македонија, кога биле прашани граѓаните, дали се тоа Европска унија, САД, Русија, Турција и така натаму, значи 40% од албанците сметаат дека тоа е Европската унија, 18% од албанците сметаат дека е САД, а од македонците само 15% сметаат дека е Европската унија, само 6,9% сметаат дека е САД, а за Русија се изјасниле 10,5% од македонците, што е ова прв пат после подолго време на некоја анкета да се јавува Русија како некаков фактор
тука во земјата. Особено ако знаеме дека на минатите анкети пред 2-3 години таа беше речиси плебисцитарна определба на македонците и на албанците заедно со над 90% за влез во ЕУ и НАТО. Спасов, зошто Русија, зошто сега се појавува во мислите на македонците? Директно да одговорам на прашањето, затоа што Русија со 2-3 соопштенија на нивното Министерство за надврешни работи јасно нели фати страна и кажа дека во Македонија се обидува да се сруши легитимната, прво беше легалната, после изборите стана легитимната власт, затоа што нели легалноста стана проблематична и мислам дека дел од гласачите кои што ја подржуваат ВМРО ДПМН автоматски добија позитивни симпатии кон Русија. Меѓутоа, јас една работа која што би сакал да ја кажам, а која е поврзана и со оваа перцепција и малку пошироко треба да се постави. Во овие геополитички поместувања север, југ и исток, запад, Македонија се наоѓа, не само Македонија, го сите овие држави се наоѓаат апсолутно на границата. И како такви се најранливи. На западната цивилизација, на чија што ние граница према истокот и на северот према југот се наоѓаме и се случуваат две работи, односно има два предизвика. Едниот предизвик е популистичкиот авторитаризам, кој што се промовира од страна на Москва и со кој се напаѓа Западот и се настојува да се предизвикуваат политички проблеми, а тоа е најлесно преку вакви ранливи држави. И вториот предизвик е верскиот радикализам, односно радикалниот ислам. Во Република Македонија, во која што имате со сите своји етнички и религиозни групи, ова е уште по-радикално присутно. Во Република Македонија муслиманската популација е ранлива кон евентуално радикализирање, кое што за жал постепено се случува. Доволно да прошетате малку другата страна на Вардар и да забележите некои чудни работи последните години. Од друга страна, на македонците им се сервира некаква си алтернатива во Евроазиска унија, која што треба да биде алтернатива на Европската унија, односно на евроатлантските интеграции. Тоа би можело да биде катастрофа за македонската држава, бидејќи за нас единствен интегративен елемент е патот кон евроатлантските интеграции, бидејќи ако се поделиме освен по етнички сега и по верски, односно различни светогледи воопшто за едината на државата, тогаш се плашам дека понатамошниот заеднички живот и опстојувањето на државата ќе стане неможно. Тоа е пекол кој може да се случи, а кој што го гледавме во Босна и Херцеговина во 90-тите години и со решителна акција беше запран. Затоа овие игри геополитички апсолутно треба да останат надвор од дневно-политичките дискусии, бидејќи надворешната политика на една држава, независно од тоа која е на власт, треба да биде константна, а за Македонија тоа е јасната ориентација. Добро. Накратко, Русија никогаш не одиграла ни една историски позитивна улога за Македонија, нити била заинтересирана за Македонија и мислам дека така треба и да продолжи во овој контекст. Во делот на ЕУ интеграциите, исто така ние, оние кои учествуваме, ајде да кажеме, во јавниот живот, може би треба и да побараме малку порешителни, поодлучни изјави и чекори од Европската унија, бидејќи ние со години сега чекаме кон некои личности да бидат санкционирани за пат и така натака. Тоа не е така лесно во Европската унија, зашто треба да има консензус, па треба и Унгарија да гласа за, нели? Но има други начини. Па сега последно слушнавме дека може да изгубиме и кандидатскиот статус. Знаете како, ако тоа е решение за да се дојде до крај на оваа криза, нека биде. Меѓутоа, мораме да имаме, затоа што Хан дојде неколку пати и имаше несрекни изјави кои направија повеќе штета отколку што направија добро во текот на изминатите година-две. Значи, во тој контекст може би е и од нас, и од медиумите и од новинарите да побараме малку по-јасни и по-одговорни изјави од страна и на меѓународниот фактор. Иако решителноста, сите ќе речат, треба да е пред се внатре, а многу помалку надвор, бидејќи клучот на проблемите е таму каде што се создадени. Почитувани, ви благодарам што бевте гости во отвореното студио на 24. Ви благодарам и на публиката. А вам, почитувани гледачи, ве замолувам да останете со телевизија 24. Следува малку хумор. Пријатно.